Здруженијето на млади правници со критики за предлог измените на Законот за државјанство кој кришуми без јавна дебата влезе во парламентот. Од Здруженијето велат дека вака срочено законското решение нема да го реши реалниот проблем на граѓаните, кои со децении чекаат да добијат државјанство. Наспроти тоа, стравуваат дека законот ќе овозможи лица што воопшто не живеат во Македонија да добијат можност да извадат македонско државјанство. Текстот на законот велат е подготвен во нетранспарентна процедура, без увид на јавноста и без можност за какви било коментари, мислења и предлози. 30 години Македонија не може да ги реши случаите на бездржавјанство и сега гледаме пред нас некои формулации кои се однесуваат на добивање на државјанство за лица кои што можеби и не живеат на територија на Македонија, лица кои што пред 91 имале некаков однос со државата, меѓутоа не е утврдено колку време требало да живеат или да престојуваат во Македонија. А од друга страна пак гледаме случаи на кои што работи нашата организација, деца кои што се родени после 91 година, немаат никакво државјанство, живеат на нашата територија и овој закон нема да ги опфати нив, нажалост. Дранговски вели дека побарале од собранискиот спикер Талат Џафери да свика јавна седница за законот, на која ќе може експертите да дадат своји предлози околу законското решение. Досега одговор за вклученост на јавноста нема. Сметаме дека носењето на овој закон вака како што е пропуштена шанса за да се донесе квалитетно решение, за да се слушне стручната јавност што мисли за овој закон. И нели сепак ова е демократски процес носењето на закони. Мора секој да има увид во тоа што се носи, да има можност да го разгледа, да предложи, да се дискутира, што не го гледаме во овој закон кој што е поскратена постапка. Во меѓувреме, не стивнуваат реакциите за планот на власта со европско знаменце да го протурка контроверзниот закон за државјанство. Остра реакција стигна и од координативното тело на македонците во светот, кои стравуваат дека вака предложениот закон води кон федерализација на Македонија. Македонците во светот предупредуваат дека критериумите и условите кои се наведуваат во предложените измени се надвор од европската регулатива и представуваат предмет на подсмев и правна деградација. Во ниту една од државите на Европската Унија не постојат критериуми кои соодветствуваат на предложените измени од владата, како што се платени сметки за струја, вода, лекар, штедни книшки, школо, непознавање на јазикот. Се вели во реакцијата на координативното тело на македонците од светот. Според нив, целта на донесувањето на овој закон е задоволување на апетитите на албанските политички структури и враќање на предизборниот долг на владеачката партија спрема нејзините коалициони партнери. Ги осудуваат предложените измени и ги повикуваат македонските политички сили во собранието и надвор од него да го оспорат и бойкотираат овој, според нив, антиевропски закон за државјанство.